Добар ден, почитувани другари и другарки. Дозволете ми мојот дел од презентацијата на изборната програма на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија да го започнам со мојата слабост, мој ДДВ. Оваа мерка која ја воведовме пред речиси 5 години е уште еден ефикасен механизам за заштита на домашната економија и на државниот буџет. Но и мерка преку која вративме близу 150 милиони евра во семејниот буџет на граѓаните. Мој ДДВ продолжува да се бори против сивата економија заедно со граѓаните. Во 2025 максималниот износ на поврат ќе го зголемиме на 2400 денари. Во 2027 на 2700 денари, а на крајот на мандатот во 2028 година тој ќе изнесува 3000 денари месечно. Успешните економски политики на владата, предводена од СДСМ, не охрабрија преку оваа мерка и понатаму да ги враќаме парите назад кај граѓаните. И токму тие економски политики ни овозможија да планираме уште една даночна придобивка, 0% данок на личен доход за минимална плата. Остануваат стапките од 10% за данокот на добивка, со кој што се овозможува поголема конкурентност на компаниите, намалување на невработеноста и намалување на сивата економија. Водилка во нашата даночна политика е социјалдемократската правичност. Ние сакаме да му помогнеме на бизнисот, а не да го оптеретуваме. Но мора да има баланс. Затоа, по сериозна анализа и широка дебата, воведуваме данок на луксус и богатство, за да постои солидарност и правичност. Нашето одговорно работење и детална анализа на трендовите ни даваат простор и за олеснување во царинската политика, како уште една програмска понуда за наредниот мандат. Ослободување од царина за интернет нарачки до 180 евра по жител. Во програмата предвидуваме и низа мерки со кои сакаме да испратиме порака до младите дека СДСМ мисли и се потпира на нив. Со гордост го најавуваме проектот Грижа за младите кој подразбира. По 200 евра во првите 12 месеци за секое прво вработување на лица до 26 години. Станови за млади брачни парови до 29 години, во чија откупна цена дел од сумата ќе биде субвенционирана од самата влада. Во програмата зацртавме изградба на нови социјални згради во Штип и во Прилеп. Поддршка на македонското земјоделство од 1 милиарда и 350 милиони евра. Затоа сум многу горда на мојот другар, коносителот во изборна единица 3, Љупчо Николовски, за се она кое што го има постигнато во изминатите години во ресорот на земјоделието. Љупчо, кои ќе бидат придобивките во земјоделието во следниот мандат? Сања, веќе нема проблеми како Повардарија, Светмилк, Џумајлија. Заедно и партнерски со земјоделците изградивме нов модел на субвенции, лидери сме во ИПАРТ реализацијата и можеби во овие 2 години единствена земја во која што нема земјоделски протести. Токму затоа, сега може да направиме историски, европски раст и пресврт во македонското земјоделство до 2028 година. Даваме збор за историски највисоката финансиска поддршка во земјоделството. Во следните 4 години вложуваме 1 милиарда 350 милиони евра за субвенции и за инвестиции во модернизација. Уште повеќе ги зголемуваме субвенциите
на 750 милиони евра за 4 години и 600 милиони евра за капитални инвестиции и рурален развој. По примерот на зелената нафта, која што ние ја обезбедивме за сите земјоделци и тоа 100%, воведуваме нови земјоделски картички, на кои што дел од субвенциите за прв пат земјоделците ќе ги добиваат наменски за набавка на репроматеријали. Имаме конкретен план за да обезбедиме рекордно домашно производство на македонска храна во вредност од 1,5 милијарда евра. Со извоз на земјоделски производи, кои што за 4 години ќе достигнат 1 милијарда и 250 милиони евра. Тоа значи, до 2028 година повеќе извоз од увоз на храна. И тоа е нашата клучна цел. За следните 4 години земаме обврска да вложиме 100 милиони евра само во руралниот развој. И Сања, горд сум што заедно со Јована, нашата другарка, за прв пат оваа влада во 2019 година па навака воведе нова мерка. И тоа е мерка за жената земјоделка, за жените од руралните средини. И кој е резултатот денес? Денес имаме 9000 нови регистрирани жени земјоделки. Драго ми е што и жените во земјоделието се во фокусот на нашата програма. Со зголемување на грант од 6 на 10.000 евра како мотив за жените земјоделки да започнат свој агробизнис. И на туризмот, и на земјоделието, на економијата, на граѓаните им е неопходна добра инфраструктура. За таа цел предвидовме 2,7 милијарди евра инвестиции во инфраструктурата за изградба на 194 километри автопатишта и реконструкција на 950 километри патишта до 2028 година. Го најавувам и проектот 50 села, 50 приказни. Предвидуваме дека со реализацијата на овој проект за 4 години во македонската економија ќе се слеат околу 500 милиони евра. Преку развојот на се поатрактивниот рурален туризам во светот, ќе спасиме од заборав 50 автентични локални приказни, традиции и наследства. Мора да го негуваме туризмот, а соодветно и тука и винскиот туризам. Љупчо, малите семени винари и тебе ти станаа заштитен знак. Што понатаму? Македонските семени винари и нивниот рас се новиот бренд и имидж на државата. Некои велат немаме море, ама денес ги имаме малите семени винари. Грант поддршката за малите винари ја зголемуваме од 10 на 15.000 евра. За мали дестилерии од 5 на 10.000 евра. За малите производители исто така ја зголемуваме поддршката. Но исто така денес најавуваме и нова програма со поддршка од 10.000 евра за семените домаќинства во руралните предели, за развој на винскиот и на руралниот туризам, со можност за инвестиции за ноќевање и угостителски услуги. Со новиот закон за вино воведуваме нова програма за лозарство и винарство, за уште поголем раст на извозот и за уште посилна промоција на квалитетното македонско вино. Но првпат обезбедуваме и за гарантирана откупна цена на винското грозје и тоа 24 година. 2024 година е година на сточарството, но и следните 4 години. До 2028 година нашиот план е двојно да го зголемиме буџетот за сточарско производство, од годишно 35 на годишно 70 милиони евра. Субвенцијата по грло кај кравите оваа година за прв пат ја зголемивме од 2800 на 12.000 денари, или 300%. Но најавуваме дека до 2028 година за обнова и зголемување на сточниот фонд, особено за грлата говеда, субвенцијата ќе биде рекордни 20.000 денари или ќе се доближиме до највисоките субвенции. Субвенциите за овци од 2 ги зголемуваме на 3.000 денари во 26 година и за 300% ги зголемуваме субвенциите за секторот
кој што расте, а тоа е свињарството. Во 25-та година креираме нова програма за поддршка и на малите сточари. Нова програма за 15.000 евра по корисник за набавка на мобилни кланици, мобилни молзилишта, мобилни мандри. Заради зголемено домашно производство на пилешко месо, што е нашата следна цел, преку посебна програма ќе ги поддржиме малите фарми со по 10.000 евра за одгледување на бройлери. Креираме и посебна програма за поддршка за зголемување на производството на млеко. Тутунот е наша вековна македонска традиција. Затоа за прв пат обезбедуваме субвенција по хектар која што досега не постоеше, од 6.000 денари. За прв пат и тутунопроизводителите ќе стекнат право од 12.000 денари по хектар за зелена нафта. Започнатиот процес за реорганизација на секторот шумарство со поддршка на Европската Унија веќе следната година ќе биде готов. Но наша следна цел е целосна реорганизација на АД водостопанство и обнова на системите за наводнување. Во наредните 4 години вложуваме 200 милиони евра во брани и во системи за наводнување. СДСМ покажа како се градат брани од прв до последен ден. Покажавме како се градат и системи за наводнување. Затоа, последните 4 години, точно над 22.000 хектари земјоделско земјиште ќе биде покриено со нови, модерни системи за наводнување. И веќе овој договор е подпишан, веќе е започнато проектирање, а во следните 3 години и изградбата. И тоа во цел еден земјоделски регион, од Велес и Чашка, Неготино, Демиркапија, Дојран, Богданци, Гевгелија. Огромен земјоделски регион, каде што е најголемото производство, ќе добие нова, модерна мрежа на системи за наводнување од над 20.000 хектари. А овој проект вреди 120 милиони евра, пари кои што оваа влада веќе ги обезбеди. И она што е клучно, лидери сме во ИПАРД и сите од нас учат. Она што се гордееме е што за разлика од претходните, кои вратија 55 милиони евра во европската каса неискористени, ние денес немаме вратено ниту 1 евро од ИПАРД назад во европската каса. Затоа првија започнавме ИПАРД 3 програмата, затоа има рекорден интерес и затоа ние сме тие кои што може да ветиме нови 200 милиони евра инвестиции во следните 4 години преку ИПАРД програмата. Веќе ги започнавме активностите за проектирање и за изградба на двата откупни центри во Струмица и во Ресен, како и големиот логистичко-дистрибутивен центар во Скопје, овде, позади нас, во Гази Баба, во вредност од над 50 милиони евра. Не збориме за ветувања, збориме за откупно дистрибутивни центри кои што веќе 25-та година ќе бидат реалност. Од 10 на 15.000 евра ја зголемуваме поддршката за грантот за младите. Младите остануваат во нашиот фокус. Затоа младите земјоделци во првите 5 години ќе добиваат 100% зголемени дополнителни субвенции. Денес го формираме Сојузот на млади земјоделци и продолжуваме со многу мерки и политики кои што се дел од програмата за европска иднина, а се однесуваат на младите фармери и на иднината на македонското земјоделство. Јас сакам да се заблагодарам на целиот тим кој што работеше на земјоделските мерки, но сакам Сања да ги слушнеме и останатите мерки за граѓаните. Имплементација на проектот Smart City во 11 поголеми градови во државата. Почнуваме со Скопје, Битола, Куманово, Штип. Целта е зголемување на безбедноста во сообраќајот, подобрување на сообраќајните операции, олеснување на паркирањето и заштита на локалните патишта од тешки товарни возила. За популаризација на мотоспортот кај Петровец во село Ќојлија планираме изградба на мотопатека која ќе биде наменета за обуки и тренинг за мототрки, автомобилски и картинг трки, тестирање на возила, автобуси и камиони. Со инвестиција од 30 милиони евра сакаме да создадеме можност за одржување на светски и европски трки. Почитувани, свесни дека грижата за децата бара пошироко внимание и акција, воведуваме европска детска гаранција. Како
како гаранција за системски одговор за справување со детската сиромаштија. Воведувањето на Европска детска гаранција си го поставивме како стратешка цел. Оваа гаранција го скратува и го забрзува патот до благосостојба на најважните, на децата. Во програмата најавуваме и намалување на административните обврски за наставниот кадар. Доброто образование подразбира и наставен кадар кој многу повеќе ќе биде фокусиран на знаењето. Некои исклучувања и јавни сомнежи го потикна и нашето размислување за појавата на лажни дипломи. Велиме стоп за лажни дипломи и најавуваме ревизија и евалуација на сите стекнати. И уште нешто. Предвидуваме целосно воведување на дуално образование како систем во кој практичното работење се комбинира со училишната настава како ефикасен начин за создавање на квалитетни кадри потребни за пазарот на труд. Драги пријатели, драги другарки и другари, драги кандидати за пратеници, драги пратеници, драги присутни, презентирав само дел од обемната програма на СДСМ. Убедена сум дека она што го предвидовме за наредниот мандат, во комбинација со она што го сработевме во претходниот мандат, во исклучително тешки околности, ќе биде избор на граѓаните на 8 мај. Граѓаните знаат дека СДСМ е опција за безбедна, сигурна и предвидлива иднина. За победа!